Уметничкиот директор на фестивалот Охридски трубадури, Охрид Фест, Цане Петров, при гостувањето во инпродукција истакна дека секогаш може подобро во однос на организацијскиот дел. Со цел да се биде рамо до рамо со светските музички фестивали, тој вели дека секогаш треба да се внесуваат новитети. Добро познатиот музичар и член на групата Биоритам Цане Петров веќе 6-та година е уметнички директор на реномираниот фестивал во Охрид, Охридски трубадури или Охрид Фест. Неговата констатација во поглед на организацијската поставеност при одржувањето на овој фестивал е дека секогаш може подобро. Секогаш може подобро, значи колку и да биде добро, секогаш може уште нешто да се чепне, да се додаде, нели? Така да значи цело време работиме на квалитетот. Еве сите знаат дека сцената на пример на Охрид Фест е, сега да не речам, еве да не бидам скромен, е најубава во Македонија, плюс тоа Охрид Фест е интернационален фестивал кој што е со 4 вечери, нели, има детска вечер, фолк вечер, поп вечер и интернационална, каде што гостуваат многу светски звезди на интернационалната вечер. Можам да ги кажам Бони Ем, на пример, Нови Фосили, ред, значи познати, сега да не ги редиме сите, нели? Луѓе продефилираат изминатите неколку. Така да, како што додава Цане, секогаш се работи на внесување на новитети во овој фестивал, се со една цел, тој да биде рамо до рамо на останатите светски фестивали. Сега најпрво испадна дека малце го поместивме Охрид Фест од последниот викенд од август во првиот викенд во септември. Така да сега малце проблеме со детскиот фестивал, затоа што дечињата веќе почнуваат во училиште да одат, а обично на тој детски фестивал ни гостува од Србија, од Бугарија, од Црна Гора, од соседството, така да се ќе видиме со тоа како ќе биде, меѓутоа што се однесува до народната и поп вечерта, оваа година Охрид Фест ќе прави 25 годишнина, значи ќе биде јубилеј, така да сепак имаме некои изнедувања кои не би сакал се уште да ги најавам. Сепак Цане најави гостување на познати звезди кои досега не гостувале на овој фестивал.